Затоа треба човекот да размислува и за овие нешта и да внимава. Да внимава затоа што сите овие страдања, вклучувајќи ги пожарот во Кочани, се последица на дозволеното зло. Дозволеното зло преку наводно корупцијата во државата, меѓутоа таа корупција е всушност луѓе кои што имале порив за пари, кои што не ги интересира никој ништо, само газање преку живи лешеви за ефтини пари, за преку далавери да може да се збогати и на тој начин како што е направена таа криминална акција на допуштање преку мито работа на таква дискотека, се случила и се случило тоа да функционира таа дискотека и да еден ден кармата си дојде по своето, бидејќи тоа е гревот. Кога ние правиме заради пари нешта кои што може да наштетат на другите, нас еден ден кармата не се враќа. Тоа е чист пример како кармата функционира, односно гревот. Но друга страна, кога ќе ја видиме реалната слика, ева малце ќе се осврнам на таа тема. Првите информации кои што ги добивме во тој момент беа дека таму присуствувало 14 годишно дете. Малолетни лица, значи алкохол, цигари. Журки после 1 час, што се тотална недуховна и нехристијанска работа, тоа е една страна која што кажува дека на некој начин луѓето кои што биле таму си биле малку духовно неосвестени. Сега не сакам да ставам сол на жива рана, меѓутоа треба да се земе во предвид дека и родителите си имаат одговорност за тоа што прават децата и каде им се движат. И не може да биде изговор забавата, бидејќи тоа реално и не е забава после 1 час. И не е забава, треба да се внимава на какви забави се оди, бидејќи забавата може да носи многу црни позадини, како во овој случај, бидејќи ако ги видиме спотовите на таа музичка група, ќе видиме дека во истите постои целосно недуховна позадина и содржина. И луѓето наклонети на злото си го привлекуваат злото, си ја привлекуваат несреќата, си ги привлекуваат и смртните последици, за жал, бидејќи таму каде што се врти, гледате, просторот, местото е проклето, затоа што се правеле проклети пари. Тоа се огромни пари, децата плаќале карти, кои што може сигурно и верувам дека картите како и во денешно време што се злоупотребени се плаќаат надвор од реалната сума која што треба да се платат, тоа е еден аспект. Проклето место, алкохол, цигари, оган, значи тоа е светото тројство на злото, како да кажеме во еден практичен пример. И дошло моментот каде што во еден момент ќе избие сето тоа и сатаната ќе си го направи своето. Бидејќи таму каде што постои Бога, еве, ќе ги кажам овие зборови, запаметете ги за целиот живот. Таму каде што постои Бога, таму не може да дојде до несреќи. Никогаш.